Селото Долно Српци се споменува и во османлиските дефтери од 1468 година, кога имало 80 семејства во главном Рисјани. Во средината на 19 век, селото Долно Српци имало 40 до 50 турски родови, кои што фатило болест, колера во тоа време и малкуте преживеани пребегале во главном Битола, Канатарци, Трновци. Во селото во тоа време имало и теќе, кое што било на местото турски гробишта, денеска каде што е училиштето во горниот дел на селото. Во селото Долно Српци има црква Свети Теодор Тирон, една од најголемите градби во тоа време, во оваа област. Започнува втор дел Мое село, село Српци. Добро утро. Иле, се наоѓаме во црквата во сред село, Свети Теодор Тирон. Имаме податоци кога е градена, возобновувана и така натаму. Имаме податоци, Свети Теодор Тирон е заштитеник на христијаните. Почната е да се гради 26-та година, завршена 28-та, која тоа имаме две крштевки одма. Првата човек бил Душан Кулецки, вториот бил Ацко Ристевски Петровски, да речеме. Крстени и други Недановски, да речеме, што се наоѓаат во диаспората во Австралија. После тоа. Така, важи за една голема градба, една многу јака градба во оваа област, во овој дел, да кажеме, на Македонија. Да, значи по висина втора е во Македонија нашата црква. Така. Имаме доста цркви во село Српци, меѓутоа Свети Теодор Тирон, градбата некогаш и денеска возобновувана повеќе пати. Дали имаме сознание дали е рушена, палена и така натаму? Не е ни рушена ни палена, а в 2018 година на Богоројца во август Божја си беше работа, мавна гром која беа излетани пенџери врати. Беше доста оштетена. Благодарение на нашите жители на село Долно Српци и на сите иселеници ширум диаспората, што застанаа зад мене, сите и заеднички сето сложно, братски го направивме она што треба да ставиме за едно село. Така, се гледа дека навистина е добро направена. И после тоа изградивме и капела, направивме и нашата бина која се одржува петрозденските средби, која има музика. Значи тука се одржува? Да, тука се одржува и венчавки, и крштевки. Така, кога е првата крштевка? Имаме сознание? Првата крштевка е 28 година. 28 Душан Кулецки бил и Јацко Петовски Ристевски, и викате. После тоа почнуваат? После тоа почнува со весели свадби и така натаму. Да, сакам да прашам денеска, имаме литургија во оваа црква се пее секој ден или како на ден празник? Претежно сега имаме ново попче Игор Вилјановски да поздравиме овде и на повеќе празници држи литургија. Так. На Велик ден и на помали празници си држи литургија и по потреба кога ќе увикнеме си доаѓа, пак си држи литургија и си креваме. Така, и се зависи кога имаме, да кажеме, потреба доаѓа. Да, си доаѓа, свештеник си доаѓа. Добро, или што друго може да кажеме за оваа црква? За оваа црква сакам да го кажам на сите наши млади генерации и сите ширум светот диаспората да застанат за нас и да не се плаша и да не бега од она што треба да го направиме заедно. Секој што ќе помогне, секој што ќе даде која рака вовде, ќе биде заштитен и помогнат од Бога. Значи, затоа сите млади генерации треба да зема пример од нас постарите и да не остава оваа црква, овој храм да биде запоставен и во иднина, без разлика дали ќе бидам јас или нема да бидам. Чулте, Господ. Амен.
Цане, село Долно Српци има многу цркви, многу манастири. Да, точно имаме црквичина, паракливчина и главната црква Свети Теодор Тирон. Да, сега сме во Си- црквата Свети Архангел Михаил. Да, точно во Архангел Михаил. Архангел Михаил важи една од постарите цркви. Никој точни податоци нема кој има, постојала само како авторот, како мало црквиче, а во состојба на 67 година Така. Кулевска Милка и дошло да ја гради и со помош на црковниот одбор и на селаните и викнава состанок да направат Така. и да ја изграда подолга и поголема да ја покрија. И во 68 е пуштена во употреба. После тоа, 2023 година, реновиравме ние со помош исто на жителите на село Долно Српци и на луѓето од диаспората, Так. на сите наши селеници, така што доби добар лик и да го поздравя на сите и повикувам сите да се вклуча, и младите во селото, и стари, и луѓе од диаспората, и помлади, и уште повеќе да реновираме и да градиме во нашето село. Дај Боже, чулте Господ. Моje село, Оливер, ова паракличе е направено од селаните, од мештаните или како е дојдено до идеја да се направи ова? Вака сега, да бидам искрен, ова обележје овде е лично моја инвестиција од мојата фамилија. Пред 18 години насон ми се сони дека тука треба некој обележје да ставам, да се вика Свети Илија, а да се постави пред Богоројца, и така и направив, но малку закаснав. После тоа ми се случија многу неубави работи во фамилијата и морав ова обележје да го ставам таму каде што му е местото. Ти тежеш. Пред 18 години, само бевме млади, не размислувавме, бевме со други намери во животот, млади, зафатени со шетање вам таму, но не го сваќав толку сериозно. За подоцна е мој соселанец од тука да ми каже, бе, ни се случи една заедничка случка неуба на двајцата. Не му имав кажано него дека овде ми се соне мене, самиот дојде кај мене, рече, бе, таму и таму ми се соне да направиме нешто заедно. Јас не му имав него кажано ништо и со тоа што ми кажа тој, се реков овде дека сериозно треба да направиме нешто. А не му кажав и тогаш дека мене пред него ми се сони. Така. И си спиев што викаме народно на ушите, денес утре, да пролетта 2025 година ми се случи неуба работа со мојато дете. Тешка сообраќајка, од остана жив. И ова ми тежеше и морав да го направам пред Богоројца неколку дена. Купив некои материјал поможе и општината, колку што можеше толку. И решив да го направам и го поставив тука. Летово за Иликден ќе ги замолам црковниот одбор да поднесат една иницијатива до митрополијата за негово осветување. Инаку има внатре поставено иконка Свети Илија. Ова е лично моја, да речем, инвестиција и моја должност, затоа што верувам во Бога и да знаат сите луѓе дека Бога има. Така. И со Бога нема играње, она што ќе Бога го насочи, ти мораш да го направиш. Оливер, кој е Господ, никој не е. Така јасно. Прави и спасение. Сите сме под Бога, сите сме од крв и месо, православни христијани и она како што доликува животот да се помени христијански и со сите, да речем, традиционални исполнувања. Нека е на помош. Свети Илија. Ви благодарам, моје село. Моje село, Цане Дургутовски, село Долно Српци. Цане, добар ден. Добар ден. На помош денот. На помош да. Со што се побавиш? Што подработуваш најповеќе? Со земјоделие. Земјоделие, Цане? Па тутун, пипер, кромит,
и житарица нештото. Така, имаш доста земја? Да, моја земја имам само 4 хектари. 4 хектари Да. и зимаш под уем или како? И под наем земам, да. Под наем? Да. Во главном житарица? Да. Житарица и ви кажав, тутун, пипер ти работа. Така? Да. Добро, сега вака да речеме, денеска гледам и најлони се стават Да. и така. Спремаш расад за Расади, пипер, да, расад за расади, тутун. тутун за кроми, за све. Добро, расадот ти си го посадуваш за себе или го даваш и За мене лично, да. нели се продава и расад, така? Се продава ако стане нешто, инаку Ако- правим да насадиме за нас. Некогаш си продавал расад? Да, Доста? доста зависи од И година. од каде? Само за селото или зимали и од други се? Не, за битола. За Битола, на пазар? Да, на пазар, да. Значи одело, доста одело. Да. Сега во последно време? Сега ќе видиме годинава. Така? Да. Све зависи за кое да речеме, за тутун, расад или за... Не, само кроми така остане нешто. За да кромит? работа, да. А инаку тутун си го садиме ние. Добро, Цане, долно српци за кромит може да се пофалиме. Долно Зашто срце. во овој крај најчуен кромите од Бучин, Да, така? да, бучин си е бучин. Така? Мора да се смени Така. селото. Не, друго, во ред, само прашувам, може да биде и долно српци, зашто да не? Да. Се вади доста кромит во овој дел? Сега, па, моментално, јас садам повеќе кромит, околу 3000 квадрата и другите колку за дома садам. Значи 3 декари садиш Да, кромит, тутун, Тутун 1 хектар. 1 хектар. Да, Добро, го подработуваш со семејството или како? со семејството, да. Добро, си имаш невеста, дечиња, Дечиња, внучиња, внучиња. женети, да. Ајде, нека се живи и здрави. маша. Фала. Па здравје Боже и пара внучиња. Кој е Е, Господ никој не е, така? Да, да, Штом си имаме род, имаме и пород. сигурно. Со години ова го работиш. Да, Ти си тука роден, Цане? да, тука сум роден. Твоите стари? И тие тука, да. Тука се, така? Да. Долно Српци има доста обработлива почва. Да. Богата почва, Цане. Да, има. Со што највише може да ја пофалиме? На прво место го ставаме тутунот или? Па моментално на прво место тутуно е сега. Тутунот, така. Да, овие години Повеќето селани го садат тутун. нема фамилија што нема тутун сад. Така. А може да направиме една споредба некогаш како било? Па Се вели дека во Долно Српци имало повеќе стока него што обработувале Па почва. да, имаше стока, ама сега нема Така, ништо. сега нема. Сега нема ништо. Од стока ништо. Би те запрашал, Долно Српци може да кажеме како една приградска населба, пошто многу близко е до Битола. Се може да се речи, ама сепак е далеко, околу 17 километри. Така, така. Да. Има богата почва, обработлива почва. Има богата почва, Скоро секоја куќа си има денеска механизација, си има свој па да, механизација нема, куќа што нема. така. Може да ми кажеш вака, останува ли некој парче необработено околу селото? Па останува, почнува да останува. Почнува да останува? Да, почнува и то од година на година се појачува. Се појачува? Да, повеќе се остава. Све повеќе и повеќе Да, се да, остава. да. Зошто е тоа така? Зошто е Нема тоа? цена тутунот, нема цена, да кажеме, Така да ви кажа, моментална цена нема житото и затоа луѓето ја остават нивите не сеат. Така? Да. Нема цена житото. Нема. А некогаш било да има на големо. Некогаш сега било и репроматеријалите се беа многу ефтини. Така, така. Сега се многу скапи. И кој ќе пресмета парно му е да купи него да се. Така. Додека дојде финалниот производ, испаѓа многу да. скап. Испаѓа скапо. И затоа луѓето полека. И луѓето полека откажуваат. Се работи да се направи една парцела од 10-20 хектари, да може да се и некој да работи, инаку со 2 декари, овде 2, онде не му се исплаќа. Така, Цане, така. Ајде да се надевам дека ќе се променат некои работи, Па, нели? на тоа одиме имаме сега. субвенции, имаме... Да, на тоа одиме, ќе видиме. Да. Цане, остани ми со здравје и да Фала. се видиме зарно зубово. Нема проблем, кога сакате, добро дојдени сте. Поздрав. Поздрав. Стрико, добар ден. Добар ден. Ке ни се представиш? Тодор Истински Долно Српци. Тодор Истински, што години си тој? 75 и 6 сега Шеста. перам. Од 15 јануар. Тие 75 не ти тежат, ама таа една, Таа едната мора и колку и да тежа. а? А ти дава малку сила или како? Ми дава дека добар сум што доживувам да се видам внучина, правнучина, тоа ме гордеи. И така треба да биде.
Така. Ајде да те прашаме, од ова село тука си роден? Тука сум роден, И твоите се тука дојдени? тука моите дојдени се, ама од Галичник, дедо ми кажува пред 300-400 години, а Така. иначе потекло биле од Солунско поле од реката Гала и затоа и од таде после се враќале наваки кон Битола поблизу. Така, и Иначе полека, сој нас ристиски од таде потекло. Дедо ми кажуваше, иначе. Така. Јас сум тука роден, дедо ми тука роден, ама кажува тој кај потекнале. тука си роден, со години си тука остануваш, Тука сум цела тука си и ден денеска. Да, земјоделец сум. Сега сум пензионер. Со стока си се бавел некогаш? Со стока, за дома воло имавме, Така. и некоја крава, и после купив Томо Винковиќ тракторче 73-та. А И пред со да него. купиш тракторче, со зевгар си орал? Не орав, татко ми ораш. Татко ти ораше, Татко со, ораше. со дрвено рало. Не дрвено нема, со плук, ја. Со плук, така? Ја, така. Денеска е многу полесно, стрико, така? Сега е, со јас кога орав, со тракторче, татко ми го одменав, ама мало тоа, пак имам Така. околу 60 декари раба и земав нешто под наим што вика, под тирија. Така. Ај за земјата пак ќе збориме. Прво да те прашам, колку челати изродивте со мајче? Изродиме 2 деца машки, Машки, машала. и 2 снај, и имам сега од внуко сна градска и Оливер има градска. Градска сна, така? Имаме од Могила сна Ајде една. сега, што спомна градска. Кои снаи се подобри, градските или селските? Абе сега слушај, слични се сега, нема разлика и селските ода на школа се учени. Сега селата се како градови. Да, бе, да. Поготово овој крај овдека. Ама ако и е се населама, одам на пазар од 15 години. На пазар. Оти продава прво на Камчина, оние има кај нас таква руда за точење. Аха, Со точак ги носе Битола, тогаш се продаваат. се продава и после почнав. Имаме една стреша, насадиме цреши околу 130 корења, со тоа почнаме да бериме, соженив. Кога соженив, насадиме, имав 2 декари, почнеше 3 околу 130 корења цреши. После почнаме со бавча, со бостан Од сите култури стриго. и сега и од тогаш со пипер. И Ками и ова селска што ја вика. А обично велат во Српци тутунот е на прво место. И тутун садеме малце, околу 2-3 декари, немаме садено. Овој сино почна еднио, постарио. Колку задет, да не речат Овој и сега годинава сака да малце се крена цената. Ај сега вака, колку внучиња имаме од двајцата синови? Од двајцата имам 6 внучина Машала. и имам 3 машки што се од синови и сега имам од првиот внук на постарио правнуче. Машала. И од внуката мажена во Ресене, од незе имам 2 машко и едно. И сите да мој внучина. Добре, бе, стрико, ти си Девет. богат човек. Многу богатство имаш. Полна куќа. Па имам и Полна куќа, дал Господ, така? Жената е зев на 16,5 години. На 16 и пол. Овој се ожене постарио, тој на 18,5. И Исто се како тоа татко, исто, а? ја. Така, Со мајка му близу бе. така. Овој се роде на 17,5 години. Машала. И брат му е околу година и пол постар помал од него. Полека со години во Да, село Долно и, Српци. да. И тука околу мене се сите дечината. Ова што е мажената, иначе тука има внучина. Добро, добро, сега си има секој. Сите се како мене вака од двајца да излезат 9 внуци, ќе бидеме најбогати. Ајде внуци, ама и паравнуци имаш. И па за тоа. Видиш кој е Господ, никој не е. Да, да. Како млад човек, си размислувал дека еден ќе даде Господ да се видиш со паравнуци? Абе, тоа не го знаев, а иначе Ете. ама и рано се оженија децата и сега и внуците се. Како вели народната, кој рано грани, Да, бе, 2 стреки гради како две беше. стреки граби, така е, така Така, е. ја. Добро, денеска што подработаш во овие години? Те држи снагата, можеш да си Лозе има, сам го работам, сам. да. Толку внуци ти сам на лозе. Ама околу имам 3 декари, едното на син ми 2 декари, јас декари и пол имам. Го работам, тој малце го заостае. Ама рече дека цело све ти си газда, све е твое, сега викаш на син ми е. Ама се нема, се тоа е на мене и неговото, се тоа не му е припишено, му е даено така иначе. Така, така. Тие си работа си има секој. Така, се шалам стрико, така и Јако. треба да биде. Така, Да. така. Добро, ти си околу кроењето, си ги одржуваш лозицата. Лозела, да, јас го работам се. На нога си можеш. Помага едниот внук на овој што сум поголемиот.
Мера кито го учам, знае да режи се. Ако така треба. Поможеме заеднички сите. Добро, околу земјичката така, до Така кај е. можеш. Околу И- стока чуваш нешто Имам денеска? 2 крави, 3, имам и 4 телења, него 6-7 се една имаме за телење. И чувам така да се најда, знај зошто? Старите чувале да продолжиме традицијата. Да предложиме и друго, дека садиме бавча, отековати едно градче убо, Така. аш нема раѓање. Тоа го тепа многу крепка вака од кравите ќе изваиме колку залепа коли. Така, видиш. За тоа и чувам. Браво, видиш кој е Овде имаше околу пред, кој беше да речеме, ајде да не спомена по Грујовски, сите има 250 полека и час на крабите неко плаќа. Имаше Сега долно тука. српци доста стока. Имаше. На времето имало, дедо ми кажува, 10.000 овци. От имаме ние благи ричина тука, ако може да снимате после. И Така, има така. сите овци многу. Значи Стрико, долно српци, освен земјоделие, стоката била на прво место. Да, имало на времето. Имало Сите, ама за домашна има некој поќе имало, имало едно денеска, стокне. освен ти што си овдека со кравички, има Усе- уште некој така да чува. Има еден помал од мене, 58 роден, 7-8 Така. години, и тој чува една само, и тоа е. И овчар има еден, Милески овој се вика Так. Томе, 70 глајни, тој, овце има еден булук што викаме ние. Ај за работата да не правиме повеќе муабет. Може ли сега да те прашам вака? Твоја генерација има уште некој во селото така? Се сретнувате, си подмуабетувате? Имаме генерација, моја нема, да ти кажам, и многу млади ни умра се, оние 55-та, 3-4, не, некој Абе, тука не- добро сега, тоа е, кој е Господ? А иначе, као врсници само и јас сум сега. Така? А има и Ми малце беше помали. муабетот освен работата на сред село, се сретнуваш со постари луѓе, помуабетуете. Продавница е, јас му сум таму главен. Така? За кажеме малце и за земјоделието сум добар. Кој до каде колку берекет има, Да, има, нема, дало Гледа нешто, тие, не знам. ние имаме доста 25-6 декари садиме пипер. Така? На разни сорти, не садиме само едно или да оди од сите сорти имаме. Да си жив и здрав. Фала. И дај Боже пак да се видиме зарно зубо. Нема грешка. Мое село, село Долно Српци. Мое село, Јован Дулевски, село Долно Српци. Јован, здраво живо. Здраво. Ајде да те поздравиме со една јес. Ти си ученик во ова училиште. Да. Ова училиште како се вика Јован? Олко Чурацин. Основно училиште Кочурацин. Ова е подрачно училиште, така? Во Да. село Долно Српци. Колку ученици имаме тука денеска? Па има околу 45 ученици. Од другите околни села има? Има од Беранци. Од Беранци колку дечиња доаѓаат? 15-16 тука. 15-16 деца. Да. Е сега вака, колку училници, колку класа има, да кажеме? Во прво Има- одделение, прво и кое одделение се заедно? Заедно се прво и трето, И трето, и четврто и петто. и четврто и пето, а второ одделение нема. Не има второ. Така, ова е до 9 летка, така? Да. Добро, после завршување на училиште Јован, каде одиме да продолжиме? Во Во Битола, во средно Битола, училиште? да. Добро. Што сакаш ти да бидеш кој ќе пораснеш голем? Доктор. Доктор? Да. Доктор кој доктор? Генетолог. Гинеколог? Да. Браво Јован, ти си цар. Нема што, дај Боже да имаш што повеќе муштери. Така? Али ти ќе бидеш супер доктор. Да. Во ова училиште, освен фудбалот, гледам имате одлично игралиште во кругот на училиштето. Да. Имаме и други спортови тука од младите? Има фудбал, одбојка, кошарка. Да, за дечињата час по физичко каде е најповеќе? На игралиштето. На игралиштето. Добро, на час по физичко што имаме? Играме со топка, играме фудбал, кошарка. Се. Така. Имаме музичко? Имаме. Да. Што на музичко најповеќе се пее? Или се учи нешто? Народно. Народно, така? Народно. Добро, да ве прашам вака сега. Имаме наставничка, наставник, Наставничка. има повеќе наставнички? Да. Твојата наставничка која е? Елизабета Јовановска. Да ја поздравиме? Да. Поздрав до Елизабета наставничката. Да. Ни става единици или петки? Појки петки. Повеќе петки? Да. Е сега, во наше време се чита лектири денеска, И денеска се чита. ама послабо, а? Послабо. Така? Да. Имаме доста ученици што читаат лектири. Па има, да. Да, интересно е тоа дека мора да се читаат лектирите за да се... Мора. Така? Да видиме попаметни треба. Така? Со лектирите. Јован, ти благодарам. Дај Боже да се видиме на ден, да пораснеш, да ти се оствара сите желби. Фала.
лепиле шарено. Јас се викам Петра Ристески, долно српци сум. Браво, Петра Ристески. Колку годинки имаш? 7. Одиш на училиште? Да, Кој оделение си? прво. Прво оделение. Во село Долно Српци, така? Да, Браво, Петра. А можеш да ми кажеш една песничка? да. Која песничка? Македонско девојче. Ајде. Македонско девојче, китка шарена, во градина напрана, дар подарена. Дали има нова и бели свет, поубаво девојче од Македонче. Нема, не ке се роди, поубаво девојче од Македонче. И нема да се роди. Да си жива и здрава. Машал. Браво. Моje село. Почитувани, се наоѓаме во домот на Оливер и Гордана Ристески во село Долно Српци. Оливер, за крај на емисијата би те запрашал. Поверете? Имаме податок. Од која година и колку народ, кога било најбогато селото со народ? Па вака, покажувањата на татко ми, дедо ми, јас сум 50 години, 80-тите години беше најмногу бројно селото, најголемата максимална бројка што има достигнато 1430 жители. За жал, од тогаш наваму, последниве 20 години се задржано на 500 жители и добро е што е задржуваме таа бројка. Так. Имаме школо, 9-толетка, имаме околу 40 дечиња. Идат, да речеме, една бројка од 3-14 деца или 15, не знам точно колку се од соседното село Беранци, но меѓутоа добро селото е, имаме услови за живот, само треба здравје да не служи и волја за живот да гледаме светла иднина. Така е, Тоа само здравје. И знаеш што, Оливер, во тоа време луѓето беа среќни. Можеме и денеска да кажеме дека имаме уште поубава среќа. Па да, слушај, секој со среќата. Така Некој секогаш е среќен, некој никогаш не е среќен. Така е. Така да зависи од луѓето. Така е, само здравје. Ние сме среќни како семејство, имам 4 дечиња, 3 внуци, Да ти се живи и здрави. така да во нашиот двор овде со брат ми живееме во издвор, газда е татко ми се уште. Така е, Ама секој си знаеме своje кесе, така е, свој новчаник, така е. своја земја, секој си работиме посебно. Така да сепак сме едно семејство. Да сте живи и здрави. Благодариме. Денеска е голем ден. Денес света недела како и секоја наредна недела. Така е, нека ни е напомош. Нека ни е напомош. На здравје. На здравје да биди. На здравје. А сега имаме еден убав повод, една убавица наша, да ја прашаме Петра. Може да ја прашаме Петра? Може. Петро лепиле шарено, Петро лепиле галено, зошто си толку убава, зошто си толку убава, дали од Бога паднала, дали од Бога паднала, или од бавчаник нала, или од бавчаник нала. Деј ги дилу добре младо, деј ги дилу добре младо, ниту од Бога паднала, ниту од бавчаник нала. Туку ме мајка родила, туку ме мајка родила, и мене како и тебе, и мене како и тебе. Почитувани, тука е крајот на вториот дел. Голем поздрав од село Долно Српци. До гледање. Догледање.